сте сведок на убиство и пријавувате, единствен сведок, пријавувате во полицијата дека имало убиство и полицијата почнува да истражува и го документира убиството. Се наоѓа убиената особа, се отвара предмет, се трага по убиецот, се наоѓа и убиецот, се притвара убиецот, се открива мотивот и така натаму. Значи се прави една цела слика за тоа како се случило убиството. Ако вие утре, бидејќи не знам, убиецот е член на мафијата и мафијата ви вели дека треба да го смените исказот. И ако вие утре отидете во полицијата и кажете дека не сте виделе убиство, тоа по автоматизам не значи дека нема убиство, тоа значи дека вие се исклучувате од случајот, а не и дека убиството престанува да постои. Па така и во оваа најнова епизода на Монти Пајтон, представникот, повереникот на владата се предомислил дека, односно го повлекол или го сменил исказот. Па побогу луѓе, мислам, што сме ние, идиоти? Тоа што го сменил он исказот не значи дека не се купени нивите за 30, а продадени за 800. Не значи дека исчезнале трансакциите. Не значи дека не се знае кај отишле парите. Не значи дека не се знае кој бил умешан. Мислам, како мислат политичките елити или политичката криминална банда која што владее со оваа држава да ни ја продадат приказната дека нема случај Делчевски ниви. Мислам дека е повеќе од срамота, брука, на што се сведува политичката борба. Случајот со Делчевски ниви е показател дека во Македонија криминалот се исплати. Во Македонија се исплати да бидеш до партискиот лидер. Ако тој е склон вакви работи да ги амнестира, и тоа како се исплати криминалот. Меѓу другото, Македонија е единствената земја, можеби не на планетава, туку во целата галаксија, ако постојат и други населени светови, каде што и власта краде, и опозицијата краде. Обично, ако една власт е корумпирана, опозицијата се труди да ја смени за да подобри нешто и после, нели, како викаат, моќта корумпира и така натаму, полека се расипуваат, па после некое време доаѓаат до смени и тоа се све некакви циклуси. Меѓутоа овдека имате власт и опозиција на еднакво иста улога, што го оправдува оној термин кој што го сковавме картелна власт. Вие имате само привид дека има на еден тас на вагата власт, а од другата страна опозиција, па тука нешто се случува, некаква борба. Всушност, седнуваат на маса, позади параваните и се договараат како да си ги сменат законите, како да нема прогон, како да се амортизира секаква истрага, како да се контролираат обвинителите и како на крај еден криминал од 1,5 милиони евра да ви кажат дека не бил криминал. Имаше одредени политичари